Денешната емисија не можам и да наречам рецепт, повеќе кованица. Инспирацијата ја добив од сармите кои ќе ги конзумираме во неверојатни количини во периодот што следи. Денеска ќе ви подготвам тортилји полнати во вид на сарми. Сметам дека треба да се одмориме малку за периодот кој ни следи и да направиме нешто кое може да биде ручек, вечера во цел период кој следи, заради тоа што ќе конзумираме масна храна, ќе конзумираме јака храна, сите сме дома, така да треба малку да го одмориме организмот. Тортилјите ќе ги направам на класичен начин. Имам печена кокошка која дел во суштина од печена кокошка која малку ќе ја зачинам, меѓутоа нема да ја пржам, нема да ја стоплам, заради тоа што од кога ќе ги наполнам тортилите, ќе ставам сос, ќе ставам моцарела, кашкавал и тоа ќе го потпечам. На сличен начин може да направите и канелони доколку сакате, а не сакате да користите тортилји, само канелоните наполнете ги со пилешкото месо, искористете го кашкавалот внатре, ставете го сосот и имајте лесна и убава вечера или ручек. Ќе искористиме половина кокошка и имам тука, мислам дека околу 6 големи тортилји. Кокошката на почетокот ќе ја зачинам. Тука имам малку зачинето и луто чили. За оние кои не се љубители на лута храна, може слободно да го изоставите. Наместо чилито употребете можеби ворчестер сос или некој зачинет сос кој само ќе му даде на поубава нота на пилешкото, односно ќе неутрално е пилешкото, му треба малку да биде зачинето. Ќе ставам малку ворчестер сос, ароматичен е, киселкаст, одговара со чилито. Ќе ставам малку варена пченка. Варена пченка од конзерва или замрзната, апсолутно неважно. Дополнително ќе го залутам со буковец лут на витаминка. Баш сакам лута храна. Доколку не сакате, ставете нешто друго. Ово би било во и кисели краставички. Пробајте. Ќе ставам бибер. Сите зачини во мојата кујна се на витаминка. Посебно го сакам биберот, заради тоа што од сите бибери на пазарот има една специфична свежина и лутина на зрното која е избрано за мелницата. Аромата трае многу подолго. Ги користам сите бибери, белиот, зелениот, црниот. Апсолутно сум одушевена од свежината на биберот и секако орегано. Тоа ќе бидат зачините. Ќе ставам малку сол и убаво ќе го изгмечам со раце. Доколку не сакате, земете некој сад, слободно, со лажица. Јас сакам баш секој парченце да го прелијам со зачините кои ги употребив. Ќе го одложам малку да ги впие сите зачини кои ги ставивме и имам половина калап, мислам дека околу 100 грама убава гауда. Ќе искористам гауда заради тоа што сакам да имам сирење кои внатре ќе се стопат и ќе имате таква тегнење кога ќе ги пробате. Права сензација во устата. Ренде карес, секако садче карес, целата кујна ми е преубава, опремена од куинските апаратчиња, гаджети на карес. На покрупната страна ќе изрендам целата коцка. Тортилите ќе ги ставам малку во микро. Секогаш кога употребувате тортилји, сакам да ви кажам неколку финти, доколку сакате да направите тортилја која ќе ја употребите за тако, на пример. Важно е да биде сува и пред да ја печете во редна, извадете и оставете ја можеби 1 час на собна температура, така високот течност ќе испари пред да ја ставите во редна и ќе стане многу покрцкава пред да се направат тие убавите пликчиња. Доколку сакате да направите бурито или во нашиот случај сарма од тортилја,
Најдобро да ставите во микро. Во микро 1 минута на ниска температура. Топлината ќе активира течноста внатре и ќе ги направи меки и гумени, лесни за обработка, за да можете лесно да ги завиткате. Доколку ја употребите тортилјата така извадена од кеса, може да биде засушено од стоење на полица и при обидот да се виткате борито или не знам, еве во случајов наш на овој рецепт може да испука по страните, да не ја задржи целата количина на полнењето кое ќе го употребите. Затоа искористете ги овие совети секогаш кога подготвувате различни рецепти. Кашкавалот ќе го ставиме на страна, затоа што ќе го полниме со полнењето, ќе ставиме малку кашкавал, па ќе го замотаме. Моите тортилји одат во микро 1 минута, само за да се омекнат, за да можам лесно да ги секако во микро на горење. Веќе се готови, не се многу топли, затоа што ги ставив на ниска температура, но еве гледајте, веќе испаруваат, вишокот течност е излезена и се целосно гумени и меки за употреба, буквално може да ги соберете, нема да се искинат, доколку тоа го направите со тортилја извадена од опаковката, може да ви се искине на многу места. Начин на кој ќе направиме е следен. Ќе ставиме малку кашкавал, за да биде целосно месото облеано во кашкавал. Оставете од прилика 3 сантиметри од страните, заради тоа што ќе го правиме на исти начин на кој би правеле сарма. Значи ќе го замоткаме, страните ќе ги преклопиме, ќе го довртиме да направиме како пакетче од тортилја со месо. Ќе земам од месото. И ќе ставам повторно малку ренден кашкавал. Ќе го замотам. Убаво притиснете. Замотајте. И направете сарма од тортилја. Едно тавче и наредете ги тортилјите. Многу често знам да ги правам овие полненици, ги правам со, заборавив и својот совет да си го послушам. Значи прво кашкавал, потребно ви е за да ви направи слој околу месото. Продолжувате со месото. Често ги правам овие полненици, моите деца обожаваат тортилји, но вистина обожаваат. Ги правам на најразлични начини, ги правам со како такоси, ги правам борита. Многу често знам да направам и со луна крем, намачкана тортилја, луна крем, ставени во микро, малку ќе се разлее кремот, ги направи уште поубави. Еве како изгледаат. Совршен пакетче со изненадување внатре. Баш направив доста. Може би од ова да наполните веројатно уште 2 или 3. Може да го ставите во фрижидер. Често знам да замрзнам работи. Например, ако ми остане некое печено месо, знам да го замрзнам за да можам друг пат да го искористам. Например, печената кокошка или телешко печено свинско, го ставам во малецки кесички, па секогаш кога правам, не знам, компир манџа, баранија, го ставам месото веќе подготвено. Еве како изгледа. Баш имаме оброк. Една мислам дека би била доволна, заради тоа што ќе ставиме сос. Имам доматно пире. Доматното пире нема да го пржам, нема да го подготвувам, туку директно ќе го зачинам во додека е ладно, заради тоа што ќе се подготвува во рерна, сол, бибер, ќе ставам со моите играчки во кујна од карес. Ќе ставам една лажичка мерица, орегано, секако брилијант маслиново масло, 2-3 лажици и нема убав
подготвен печен рецепт без дафинка. Ќе ја ставам за да го збогати вкусот. Не знам дали сте знаеле, но на дафинка има во себе некои специфични делови, како на пример коренот Макдонос, кој е дополнително ароматичен, за разлика од Макдоносот има баш убав појачен вкус. Дополнително е збогатена со витамин B6 и ги подобрува вкусовите на сите јадења каде ќе употребите. И со сосот само измешајте го. Прелите ги тортилите. Не е ова лазања, значи тие треба да ви бидат само додаток сос. Не мора да се варат, само треба да бидат баш дополнителен додаток на целиот рецепт. Преостанатиот кашкавал ќе го ставам од озгора, за да ми се запече. И ќе ставам едно парче моцарела. Ќе бидам дарижлива со сирењето, иако знам дека не следи период на товење. И сите ќе ставиме килограм 2 плюс, само од деновите, од гледање на храната, не од конзумирање. Само од гледање ќе ставиме килограм 2 плюс, затоа што ги имаме цело тоа свинско, кремасти салати, кифлички, сарми. Баба ми секоја година ни прави сарма, другата баба на татко ми, мајката, Милка, секоја година ни прави убави сарми. Става нејзин купус, баш она го прави. И прави сарми каде што, за разлика од моите, каде доминира оризот, заради тоа што сум љубител повеќе на оризот отколку на месото, нејзините се буквално треба да го бараш, внатре кога ќе отвориш сармата, треба да пробаш да го најдеш оризот, целосно е на месо. Меѓутоа има автентичен вкус, бидејќи ја прави со години и е многу убава сармата. Ќе го ставам во рерна 10 до 15 минути, односно додека не ми се спојат сите состојки, сосот не почне да врие од страната, не ги натопи тортилите, кашкавалот треба да се запече, да формира убава сирењаста коричка. А следно ќе направам мус. Лесен рецепт заслужува и лесен десерт. Ви кажав милион пати до сега дека нема бива за десерти, но низ годините научив како да го правам овошето на милиарда начини. Денеска сакам да направам, имам инспирацијата ми беше од убавите чаши на карез за коктели. Сакам да ги наполнам целосно, да бидат со бисквити, со јагоди, со малку мус. И да изглумиме дека знаеме да подготвиме благи работи, а сепак да си задоволиме жилбата за благо. Само да ги проверам моите тортили, веќе се готови, ќе ги извадам за да се изгладат, за да може да ви ги покажам на крајот. Еве како изгледаат. Од кога ќе се испечат, ќе ги оставам да се изгладат, додека го подготвуваме десертот. Ќе загреам едно тенџере и во него ќе ставам една шолја сладка павлака за готвење. Ќе почекам да се згрее, а во меѓувреме ќе ги отворам моите омилени чоколади од јагода на витаминка. 3 ќе употребам внатре, ќе ги ставам во топлата павлака за да може да се стопат. Доколку сакате да ги стопите и да ги искористите за декорација, можеби да го употребите оној метод каде што врз тенџере на пареа ќе ставите стаклен сат и ќе ги стопите
полека на пониска температура, а јас овој пат ќе ги ставам во зовриена павлака, топлината на и ќе го исклучам, ќе исклучам ринглата за да топлината на самата павлака ги стопи чоколадите. Потоа ќе почекам малку да се излади мусот, ќе направи прекрасен мус. Доколку сакате да биде уште тоа попенасто, може да ја изматите сладката павлака, ќе биде уште попенаста. Јас ја сакам измеѓу, односно кога не е така пенаста како што би била кога павлаката би била изматена, но не е ни премногу густа како топено чоколадо, баш измеѓу. И мислам дека овој метод најдобро го постигнува тоа во топена чаша павлака, во стоплена чаша павлака, кога ќе ја ставите чоколадот ќе добиете прекрасен розев мус. Овие чоколади се не знам како да ви го опишам вкусот, мора прво да го пробате за да го доживеете, но имаат млечноста на белото чоколадо, а аромата на јагода. Баш преубав производ. Ќе оставам комплетно да се стопи, а за тоа време ќе ги направам другите додатоци. Во голема кеса со кеса која се затвора, не знам патент или како се вика, не знам. Ќе ставам интегрални бисквити. И тоа ќе биде мојот прв слој. Овие се мислам дека деспина со овесни снеголки. Ќе отворам кесата. И ќе ги искршам со варварската техника која баш супер функционира. Доколку сакате измелете ги во блендер. Ќе го истиснам воздухот. Една крпа за да не ви се да го пригуши звукот меѓу другото, но и да не ја дупне кесата. Убаво, искршете ги. Ќе го задржам, бидејќи истиот третман треба да го добијат и бадемите. И еве ги моите. Го обожавам овој метод заради тоа што дополнително кога не ја употребам целата количина, само затворете ја кесичката и тие може да стојат без да бидат да дојдат во допир со воздухот и да се расипат, значи подолго може да стојат. Ќе си имаме една лажица. И ќе ставам на дното. Прво ќе ставам малку јагоди. Овие се замрзнати, во ова време можеме само смрзнати јагодки да најдеме, но се баш убави, го имаат пуштено целиот свој вкус во сокот, ќе го искористам и сокот. Ќе ставам по неколку на дното. Ќе ставам интегрални овесни бисквити. Неколку лажици, 2-3. Баш убаво ќе изгледаат. Ќе ставам од мојот мус, направено сладка павлака и чоколадите со јагода. Само малку да го промешам дополнително, да ми се соедини од кога се стопи. Ќе ставам. Баш половина шолја мус. Ќе ставам повторно малку бисквити, за да го задржиме слоевитото редење. Ето така внимателно, за да не се измешаат редовите, слоевите.
ставам малку од течноста на јагодите. Внимателно. За да ми ги накваси бисквитите. Па не бев многу внимателна, но ме научивте до сега. Дека педантноста не ми е педантноста. Во суштина сум многу, сакам чиста работење, но карактерот ми е многу брз. Можеби и заради тоа не ми дозволува да бидам повнимателна. Повтор на јагоди. Ми фали нешто јаткасто внатре. Ке ставам кршени бадеми, не солени. Имам тука 50 на грама. Повторна кесичка. Да го истиснам воздухот. И истиот третман. И ставете кршени бадеми. Тие ќе бидат крцкавиот дел во десертот. Имам малку шлак. И за да имате дополнително чоколадно задоволство, ставете една Атлантис чоколадца која прво ќе видите баш така загризате. Имам тука едно коњче. И одат во фрижидер. Мора да ги ставите во фрижидер, бидејќи чоколадниот мус треба целосно да се излази, да стане кремаст и да добие кремава структура. Тука имам една школка. И тоа беше се за денес. Едноставни рецепти кои се надевам дека ќе ве охрабрат да го исполните ручекот или вечерата, секогаш кога ќе немате идеја што да направите или кога ќе ви остане некое парче месо. Истиот рецепт може да го направите и со можеби свинско месо, телешко, мелено месо, апсолутно нема разлика. Јас сакам да им го честитам празникот Божик на сите верници од католичката вероисповест кои денес го слават. Имајте преубави мигови со вашето семејство и да им се заблагодарам на нашите пријатели Витаминка, Пакет МК, Карес и Горење, кои ни ги прават овие емисии уште попразнични и поубави. Секој е добра.